Добар ден, добре дојдовте во 0N+, емисија за деца, но наменета за родители. Денешната тема е кравиото млеко во исхраната на доенчињата, односно на малите бебиња и децата. Денешната гостинка, професор доктор Стефка Груевска од оделот за гастроентерохепатологија при клиничкиот центар во Скопје ќе одговори на нашите, но и ваши прашања на оваа тема. Добар ден. Добар ден, ви благодарам на поканата. Ви благодарам што прифативте да бидете дел од 0N+. Зошто стручните лица, односно педијатрите, не препорачуваат внес на кравио млеко пред навршување на 12 месеци од животот на детето, односно пред првата година? Пред да почнам да зборувам за внесот на кравио млеко, можам да го кажам она што сите педијатри како правило го велат, дека најадекватна, најидеална исхрана за доенчето е мајчиното млеко или хуманото млеко, како што велиме. Не по своите хемиски особини, односно по концентрација на протеини, јаглени хидрати, масти, по своите биолошки особини, значи најмногу, заради тоа што има некои чинители кои што го подигаат имунитетот на детето, кои што го заштитуваат од инфекции, кои што ги нема во ниедно друго млеко, затоа што не се наменети за човекот како врста, и од тука, значи, најидеална исхрана е исхраната со мајчино млеко. Сега, во колку детето не се дои од некои причини, тогаш треба да се користат во исхраната адаптирани формули. Што значи адаптирана формула? Тоа значи млеко кое што е прилагодено, односно адаптирано на особините на хуманото млеко. И при тоа адаптација е извршена во однос на составот на протеини, на масти, на јаглени хидрати, на олигоелементи, но биолошките чинители не можат да бидат заменети никако, додадени во овие адаптирани формули, но сепак се многу подобри од кравиото млеко. Во времето кога вакви адаптирани формули не постоеле, се разбира дека децата биле хранети со кравио млеко, но тоа е веќе историја. Нажалост, не е историја и во Македонија, каде што се уште се смета дека е подобро децата да се хранат со кравио млеко, по дефиниција дека е тоа поквалитетно, поздраво, дека е свежо, дека е природно, а дека адаптираните млека не се добри, што е апсолутна грешка. Прво, адаптираните млека се прават по некои правила според Кодекс Алиментариус, според препораките на Европска асоциација за гастроентерологија и исхрана, според препораките на истите асоциации за алерголошки заболувања, значи, во нив се одредува точниот состав, дури се бираат и пасиштата од кои што на кои што се хранат кравите, кои што ќе бидат користени за давање на млеко. Значи, тие млека обезбедуваат одредени стандарди кои што се сигурно такви како што пишува на опаковката на млекото. И воопшто не треба да имаат предрасуда мајките и родителите дека треба да не се користат. Апсолутно треба да се користат. Така, дали има некакви опасности доколку се дава кравио млеко во однос на анемија, протеински шок кај бебето кое што престанало да цица, бидејќи има многу минерали во него, дали може да дојде до некои нарушување на здравието кај бебето доколку прима кравио млеко, разредено или не, сеедно пред првата година? Има, затоа што кравиото млеко има повисока концентрација на протеини, има повисока концентрација на некои минерали, кои што се оптеретување за гастроинтестиналниот тракт, за бубрезите, за едни незрели бубрези кои што не се во состојба да концентрираат, значи е потребна поголема количина на вода за да се преработи, да речам условно, да се дигерира и абсорбира кравиото млеко. Од тука, значи, ризикот да дехидрира постои доенчето ако се храни со полно кравио млеко. Друго, во кравиото млеко има висока концентрација на железо, но тоа заради одредени механизми послабо се искористува отколку железото што е присутно во мајчиното млеко. И некаде до третиот месец од една нормална бременост, децата носат резерва од својата мајка за железо. Но после третиот месец се појавува една така наречена трименонска анемија на второто тромесечие, која што се превенира ако се децата на адаптирана формула
во млеката се збогатени со железо, овие адаптирани формули кои што се продаваат во аптеките. И при тоа изборот зависи од желбата на родителот, кое млеко да го користи. Нема предност ни едно млеко. Сите ги задоволуваат стандардите кои што се пропишани. Од тука, ако се храни со кравио млеко, поголемо е ризикот да развие анемија. Значи, да дехидрира, особено во состојба ако покачи телесна температура, а нешто до што е дојдено низ векови емпириски, се разредувало кравиото млеко и на тој начин се спречувало ова оптеретување, осмотско оптеретување на бубрегот. Гледам дека најчесто разредува 3:1 некои такви варијанти. Никако веќе го имаме, кога имаме адаптирани формули кои што по цена на чинење, кога ќе се растворат, се приближно еднакви на овие млека што се продаваат во самопослугите. Значи, која е предноста тогаш? Сигурно нема предност кравиото млеко. Нити козјото млеко. Така, затоа што многу прашуваат дали може козјото млеко да се внесе. И тоа домашно. За секое здраво дете адаптирана формула. До која година? До кога? Најдобро е, најоптимално е до крајот на втората година од животот. Но во колку од некои причини не е можно тоа да се обезбеди, до крајот на првата година од животот секако да се внесува адаптирана формула. За здравите деца има состојби на алергии на протеини на кравио млеко, каде што внесот на други млека се одлага. Сега, кога зборуваме за алергија на протеини на кравио млеко, тема што морам да ја спомнам овде, дека извесен процент на деца се алергични на протеини на кравио млеко. Ама се поставува прашање, мајката дои, од каде алергија? Па мајката внесува млеко, оти доилките треба да земат млеко. И преку мајчиното млеко всушност дел од недигерираните протеини влегуваат преку незиниот гастроинтестинален тракт во незините млечни жлезди, во млекото и таа му ги дава на своето доенче. И од тука доенчето ќе може да манифестира, околу 3 до 5% од децата се алергични, значи, на протеини на кравио млеко. Тоа е така. Пред да се извинувам што прекинав, пред да продолжиме на таа тема, имаме гледач да го вклучиме. Добар ден и повелете. Ало, добар ден. Повелете, кој е вашето прашање? Да, на телевизија така, нели? Така, да. Повелете. Сака едно прашање да поставя на докторката, тоа е многу убаво. Ова е полука за сите. Така, секако. Затоа што има многу дилеми кога се работи за оваа тема. Повелете. Како влие козјото млеко на дечињата? Така? Не слушам. Само тоа ме интересира. Значи, дали да се дава козјо млеко на дечиња, од колкава возраст? Да, ако нека кажат, дали е убаво и тоа, така сака да прашам. Така, дали добро се дава козјо млеко, затоа што имаше и други родители кои што на форумите го упати ова прашање, се споредувало порано козјото млеко по состав дека е најблиско до мајчиното. Па дали е корисно да се дава козјо млеко на децата? На доенчиња сигурно не, на поголеми деца повремено може козјо млеко да им се дава, меѓутоа користење само на козјо млеко во исхраната може да биде причина за појава на мегалобластна анемија, тоа е еден посебен тип анемија, заради дефицитот на фолна киселина во козјото млеко. И затоа, повторно, особено во состојби кога треба да се внимава на исхраната заради алергија или заради некое друго заболување, не ни козјо млеко. Така, имаме уште еден гледач на линија. Добар ден и повелете. Добар ден. Кој се јавува? Се јавуваме од Струга. Повелете, кој е вашето прашање? Поздрав до вас и до докторката. Благодарам. Повелете, кој е вашето прашање? Вака, станува збор, значи, за 4-месечно бебенце. Добро. Од почетокот, значи, е на адаптирано млеко. До вториот месец, значи, беше комбинирано и доено и на адаптирано млеко. Во вториот месец се јави атопичен дерматит. Така. Сега ме интересира дали, значи, воведувањето на кравиото млеко, да речеме од 6-тиот месец, би предизвикало некоја алергиска реакција кај бебчето? Да, и атопискиот дерматит спаѓа во групата на алергиски манифестации, на нутритивните алергени, затоа го гледаме многу често кај доенчиња, каде што воглавном се опишуваат нутритивните алергии, најчесто им се образите црвенице, десквамираат, имаат крустички, понекогаш атопискиот дерматит има и потешка клиничка слика, па е целото тело зафатено, надворешните површини на нозете, рацете, лактите, грбот. И тогаш повторно треба да се внимава да не се внесува кравио млеко, да се продолжи доењето, како за децата
кои што се алергични на протеини на кравио млеко, значи продолжено доење, одлагање на внесот на храна, а особено одлагање на кравио млеко. За ова бебе, кој што има атописки дерматит, ако не е многу тешка клиничката слика, да продолжи мајката со истата исхрана, односно да го дои и да додава адаптирана формула, или адаптираната формула, не знам која е, може да ја замени со така наречен парцијален хидролизат, кој што е наменет за деца кои што можеби ќе развијат, имаат опасност да развијат алергија. Зашто алергиите на протеини на кравио млеко се алергиски, се гастроинтестинални најчесто, може да бидат манифестациите кожни, тука спаѓа атопискиот дерматит, и нешто покасно се јавуваат и респираторни, тоа е обструктивен бронхит, тоа е алергиски ринит и така натака, но тие во малце поголема возраст. Така. Имаме уште еден гледач на линија. Добар ден, добре дојдовте во 0М+, кој се јавува? Дали се уште го имаме гледачот на линија? Ало? Да, добар ден, повелете. Повелете, во програма сте. Во програма сте, повелете, можете да го поставите вашето прашање до докторката. Моето прашање беше за 4-месечното бебенце. Така, значи вие се уште сте на линија. Добро. Се надевам дека сте задоволни од одговорот кој што го добивте од докторката. Ние продолжуваме понатаму. Кажете ми што е со внесот на јогурт, кисело млеко, сирење, кога е тоа дозволено? Кога се дозволени ферментирани млечни протеини во исхраната на бебето? Па, ако се работи за здраво дете, значи тогаш кога ќе внесеме во исхрана млеко, тогаш можеме да внесеме и јогурт. Зашто некои луѓе им даваат, некои педиатри или некои лекари даваат предност на јогуртот? Јогуртот е различен од обичното млеко по тоа што нема лактоза. Значи, ако е детето чувствително на лактозата, на млечниот шеќер, тогаш оној момент, некаде кон крајот на првата година од животот, кај здрави деца, кога во некој од оброците ќе додадеме млеко кравио или обично млеко, може да додадеме или млеко или јогурт. Но вкупната количина во 24 часа, некаде од 9-тиот месец нагоре, не треба да биде повеќе од 400 мл во 24 часа, затоа што ќе биде детето нутритивно задоволено, калориски задоволено, но ќе се појави ризик од други нутритивни дефицити, во прв ред анемија, која што е најчестиот нутритивен дефицит во нашата популација. Значи надминато е она тврдење колку повеќе млеко пие детето, толку ќе биде поздраво, тоа не е точно. Покасно може да биде една чаша млеко да пие, тоа е 200 мл од прилика, потоа да зема протеински, други млечни продукти, како сирење, кашкавал, значи во било која форма да ги задоволи потребите од млечните протеини. Имаме уште еден гледач на линија. Добар ден, кој се јавува? Добар ден, јавуваме се од Македонската меница, поздрав до вас. Благодарам, повелете. Значи имам новороденче, околу 30 дена негде. Значи месец. Имаме многу јаки грчеви. Како може да ги смириме тие грчевите? Значи ги имаме ностоп, 24 сата ги имаме. Така, дали ова поврзано, дали вашето дете цица или на адаптирано млеко? Да, цица. Така, на мајчино млеко. Па независно од тоа дали бебето е доено или е на адаптирана формула, тие се така наречени инфантилни колики или болки во стомакот, кои се од повеќе причини. Од тоа што детето голта многу воздух, така наречена аерофагија. Од тоа што уште не е воспоставено населување на гастроинтестиналниот тракт со нормалната цревна флора. Од извесен дефицит на ензимот кој што го разградува млечниот шеќер, значи мултифакторијално, и прави дискомфорт и на детето и на околината, се разбира. Тоа значи плаче вознемирено, особено во попладневните часови, во ноќните часови, се грчи, се вцрвува. Тука практично лек нема. Има некои популарни препарати за кои што сум јас прилично скептична дека многу ќе помогнат. Треба да се има трпение. Ако детето добро напредува, ако нема други манифестации на болест, треба да бидете стрпливи. Да ќе се надмине, ова ќе трае еден месец, два и ќе го надмине. Така, уште еден гледач на линија. Добар ден и повелете. Кој се јавува? Ало? Добар ден, повелете, во програма сте. Кој е вашето прашање? До докторката.
Поздрав до вас. Сакам да прашам, имам 20-месечно дете. Така? Веќе од година и пол во исхраната му внесов козјо млеко. Колку е тоа корисно? Па веќе Така, зборувавме за зборувавме за тоа. козјото млеко. Прво, дали сте сигурни дека козата од која што го користите млекото е здрава? Дали ветеринарија прегледала? Второ, преголем внес на козјо млеко во отсуство на на внес на друго млеко може да биде причина за појава на така наречена мегалобластна анемија заради дефицит на фолна киселина во козјото млеко. Так. Мислам дека не треба апсолутно да се инсистира на козјо млеко. Кажете ми, што е со оние деца кои што не сакаат да пијат млеко? Значи вкусот ги одбива. Дали треба да се инсистира децата да пијат млеко? Па да се инсистира не треба Так. секако ништо со сила, иако ние сите насила ги храниме Так. децата. Тоа некако во нашите обичаи е влезено дека мора да внесуваат храна. Ако внесат протеини млечни на друг начин, Преку млечните производи, преку млечните се, продукти, се едно е дали пиеле млеко или не. Значи доволно е да ги внесат на друг начин, зашто има деца па кои воопшто не внесуваат протеини заради некоја на кравио млеко заради некоја патолошка состојба, а се здрави, не се нутритивно оштетени. Така. Помеѓу тетрапак млеко и домашно млеко, и тоа е прашањето на мајките, сепак мислам дека одговоривте на некаков начин, пастеризирано, кое што е проверено и кое што е сигурно. Да. Имаме уште еден гледач на линија, повелете. Повелете, во програма сте, кој се јавува? Да, треба на лекарката едно прашање. Повелете, поставете го. Да, се јавувам од Гостивар. Повелете? Да, ве слушаме. Да, ве поздравувам и имав едно прашање до лекарката. Повелете. Имам 2,5 годишно дете, пие скоро пола литар млеко. Меѓутим, во текот на денот често пати лижи предмети, или камења, или железо, или лажици нешто. Што ми советувате? Па тоа се така наречени пики, кога децата имаат афинитет да јадат предмети што не се јадат, да пробуваат, и тоа е најчесто заради анемија. Анемија од железо, Да, претпоставувам, анемија, така. а пие доста млеко, би требало да го скратите млекото, количината на млеко што ја внесува и да направите една крвна слика. Така. Да видите колку е хемоглобинот кај детето. Се надевам дека сте задоволени од одговорот, а вас да ве прашам на кој начин се утврдува нетолеранција на лактоза кај бебето. И колку е честа таа преодна нетолеранција на лактоза? Па преодна нетолеранција кај деца е една од најчестите причини за пролонгирана диареја, пролонгиран пролив кај децата. Се јавува после вирусна, после бактериска инфекција и се надминува за 3 до 4 недели, а се должи на тоа што бактериската или вирусната инфекција ќе ги оштети цревните ресички, а во површниот дел на цревните ресички се наоѓа ензимот кој што ја разградува лактозата. Так. Тоа е така наречена лактаза. И додека се реставрираат ресичките, ние даваме млеко без лактоза и со давање на млеко без лактоза Така. ќе им овозможиме на цревните ресички побрзо да се обноват. Сосема накратко, дали е здраво млекото без лактози за деца кои што се толерантни на лактоза? Дали не би треба да се требало. дава? Треба да се дава млеко со Така? лактоза, зашто пак лактозата со разградувањето обезбедува нормална флора во гастроинтестиналниот Значи тоа е тракт. непотребно превентивно да се спроведува. да се спроведува Имаме уште еден превентивно. гледач, немаме многу време, значи сосема накратко, добар ден и повелете. Кој се јавува? Ви благодарам. Имам едно прашање за докторката. Повеле. Посакувам едно јубав ден. Благодарам. Кажете ми, од колку месеци, односно еве рековте до годината да не се дава кравјо млеко, но кога може да се воведе како минимална количина во некои од тие млечни кашички и ако е се уште на мајчино млеко, дали има воопшто потреба и колку би требало да биде на мајчино млеко, колку пати да биде доено едногодишно дете? Така, ова е едно добро Па прашање. добро прашање, да ви кажам, дневните хидрични потреби на детето се околу 100 мл по килограм телесна тежина.
во колку има многу поголеми од колку возрастните. Гледате, возрастна жена од 50 килограми би требало да пие 5 литра ако има толкави хидрични потреби. Значи детето ќе му обезбедите внес преку млекото, му давате сигурно оброк од месо околу година со разнични со зеленчук и овоштие. Ќе му додавате вода, бидејќи со внесување на храна му е потребна и вода, и евентуално може да понудите да испие после сат време од некој оброк мала количина на млеко, иако мислам дека треба да биде адаптирано. Така. И на тој начин ќе го тестирате дали му треба повеќе млеко или не. Така. Тоа ќе ви биде најлесниот тест. Доктор Груевска, ви благодарам што бевте дел од 0N+. Се надевам дека повторно ќе гостувате и дека дадовте одлични одговори на прашањата на гледачите. Ви благодарам. Ова е крајот на денешната емисија, се гледаме повторно утре. Пријатно.